Господине Лазовски, знаеме дека оваа година, односно со носењето на новиот буџет, се крена голема прашина околу патните трошоци на пратениците. Знаеме дека СДСМ, кога беше во опозиција, гласно заговараше дека оваа ставка треба да се намали. Меѓутоа имаме повторно бројка од 1.300.000 евра. Според вас ова сума дали е оправдана? Јас слободен сум да го изнесам своето мислење дека надоместокот за доаѓање и одење од работа дека е спротивно на повеќе закони и дека јас мислам дека и оние што веќе ги имаат примено овој надоместок треба да го вратат, а не дека треба и понатака да се продолжи со исплатата на овој надомест. Имено правото на надомест на трошоците, на вработените за извршување на работите се регулирани со Законот за работни односи. Во Законот за работните односи овој вид на надомест е укинат пред 10 години. Или едноставно кажано, практично превозот до и од работа и надоместокот за исхрана се споја во бруто платата која се во Република Македонија применува од 1. јануари 2009. Не само по овој закон, по Законот за работните односи, по кој се регулираат правата на работените за одредени трошоци, туку, бидејќи собранието може да е највисок храм на највисок представнички дом, храм на демократијата, законодавен дом, но тој е најобичен буџетски корисник. Според тоа за него важат и одредбите од Законот за извршување на буџетот. Нити досегашните закони за извршување на буџетот, нити Законот за извршување на буџетот за 2018 година, која е токму денеска на седница на собрание, не предвидува надомест за овој вид на трошоци кои ги прават вработените. Пратениците, јасно ми е дека они има донесена одлука и тоа не е на одлука на собрание, туку одлука на собраниска комисија за да го остваруваат овој надомест. И сега ако погледнеме што ни се случува по ова прашање во државата. Единствено пратениците имаат право на надомест за трошоците, за идење, за до и од работа. Никој друг не го остварува тоа право. Вие кажувате дека ова е по Законот за работни односи. Она што успеав да видиме дека Законот за исплата на плати и недоместоци е оној по кој што именуваните лица примаат вакви трошоци, тој е од 90-тите години. Дали овој закон е се уште во функција и дали на пратениците на него се повикуваат, бидејќи знаеме дека од минатиот состав пратеници на ВМРО инкасираат дури преку 20.000 евра по овој? Не, тој закон за ова прашање не се применува, туку се применуваат токму овие треба да се примена Закон за работни односи и Законот за извршување на буџетите. Точно дека тој закон е уште во сила, но во овој дел не се применува. И една друга работа. Овој вид на надомест за користење на собствен автомобил се користи откако вработениот ќе дојде на своето работно место и неговиот работодавач ќе му даде налог за извршување на одредени работни задачи, што не е во овој случај. Значи овде кај пратениците имаме спојување на два вида на надоместоци на трошоци за вршење на работи. Значи уште еднаш повторувам, надомест за користење на сопствено моторно возило се исплатува само во услови откако работодавачот ќе ви даде некој налог за извршување на работи, но не се користи за до и од работа. Како да се спречи, да кажеме, овој вид на манипулација? Па ништо, ја мислам дека ако има доблест пратениците, треба да ја донесат одлука за укинување на нивната одлука и работите да си дојдат на свое место. Кажавте дека пратениците треба да ги вратат парите. Да. Би било добро. Да, бидејќи па сигурно тука треба тука и УЈП да реагира и Државниот завод за ревизија и сигурно ако донесат
одлука за поништување на одлуката донесена во 2009 година, тогаш автоматски сите приматели, сите пратеници кои го примеле овој надомес во овие изминатите години треба да го вратите. Интересен е фактот што пратениците земаат и исплата на доместоци, како што е сумата за одвоен живот. Тука по оваа ставка имаше две бројки. Една е дека 48 побарале, другата е дека 88 пратеници побарале ваков надомест. И сега доколку земаат пари за патни трошоци, не им следува оваа ставка, така? Така е. Значи има одредени видови на надоместоци на трошоци за работа кои се исклучуваат едни со други. Например, ако зема трошоци за доаѓање и одење од работа, тогаш се исклучува надоместокот за одвоен живот. Тогаш како според вас толку голем број? Чудно ми е, јас знам дека пред година две можеби имаше вакви исплати, прима 48 пратеника, а сега слушаме дека примаат вакво надомест од 88 пратеници. Јас не знам која бројка е точна, меѓутоа на ова прашање мислам дека и очекувам дека самите пратеници треба сериозно да му посветат внимание и дефинитивно да го симнат од дневен ред онака како што налагаат законите кои се во сила.